Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Прилеп ја одбележа 69 годишнината од смртта на првиот претседател на Македонија Методи Андонов-Ченто со положување на цвеќе на неговата биста во центарот на градот. По повод одбележувањето на годишнината од смртта на Ченто, Марија Јакимовска, ќерката на Ченто, подсети на идеалите на нејзиниот татко за сплотување и обединување на македонците и повика македонскиот народ да го испочитува тоа. Водата во прилепските чешми е бактериолошки исправна за пиење и здравствена најконтролирана вода во Македонија, велат од Центарот за јавно здравје Прилеп и јавното комунално предпријатие Водовод и канализација. Министерот за одбрана во Прилеп во посета на артилерискиот батальон и увид на градежните активности во касарната Мирче-Ацев. Пијан моторциклист се превратил од патот и се здобил со тешки телесни повреди. Времето денеска со пониски температури, врнежливо и температура во Прилеп 19 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Бирајте мудро, бирајте паметно. Гостилница Еснав позади бизнис центарот во Прилеп. Кремона шопинг центар Прилеп, најопремен и најевтин шопинг центар во Прилеп и регионот. На едно место се што ви е потребно за вашиот стил, дом и секојдневие. 395 Прилеп, 30 години традиција и квалитет. Вкусни производи кои мораат да се пробаат и вкусат. 395 Прилеп, вкус за вашата семејна трпеза. За внимание, почит и грижа на старите лица, контактирајте не денес на 078 430 140. Home Care Прилеп, агенција за грижа на стари лица. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Елизабета Филиповска. Прилеп денеска ја одбележа 69 годишнината од смртта на првиот претседател на Македонија Методи Андонов-Ченто со положување на цвеќе на неговата биста во центарот на градот. Делегации од локалната самоуправа, политички партии, од Советот на општина Прилеп и Сдруженија на граѓани се поклонија пред бистата на Методија Андонов-Ченто. Целиот свој живот се борел за обединување, за самостојна независна Република Македонија. Без разлика на системите во кои што живеел, тој едноставно желбата била пред се Македонија. Ако знаеме дека тој се родил 1902 година, а починал 1957 година. Кај ова е прв пат што се случува нашето друштво да биде присутно на еден ваков голем момент и настан за еден од најголемите дејци за македонската кауза, така да ова ни е, како да речем, веќе го имаме најдоброто нешто што ни е еден вид патрон на нашето друштво и ова го остваривме, така да многу ми е мило што денеска присуствувам на овој настан. Градот кој секогаш кога имало потреба ги давал најголемите борци за Македонија. Еден од нив е токму и Методи Андонов-Ченто, за кого денеска одбележуваме 69 години од неговата прерана смрт. По повод одбележувањето на годишнината од смртта на Ченто, ќерката Марија Јакимовска подсети на идеалите на нејзиниот татко за сплотување и обединување на македонците. Таа во својата изјава рече: да се обединиме ако сакаме да имаме држава, за да не ја изгубиме. Постои опасност со вакви неадекватни однесувања да се изгубиме државата. Некој трга на една страна, некој на друга страна. Не можам да сватам како може македонци да се изјавува читав па стана пухарен. Немам ништо против, ниедна националност не ја занемарувам. Секој си има право на својата националност, ама јас сакам достоинствено да си ја сочуваме својата националност, за која што се крвави борби водени, многу наши видни луѓе се загинати. Мислам дека тоа е потребно да го направиме.
Водата во прилепските чешми е бактериолошки исправна за пиење и здравствено е една од најконтролираните води во Македонија, велат од Центарот за јавно здравје Прилеп и од јавното комунално предпријатие Водовод и канализација. Јавното комунално предпријатие Водовод и канализација Прилеп ги известува жителите на градот кои користат вода за пиење од регионалниот водоснабдителен систем Студенчица и градските извори дека пијат безбедна вода од градскиот водовод. Стручните служби над предпријатието секојдневно вршат мониторинг на водата за пиење и земаат примероци од 7 мерни места. Резултатите од извршените физичко-хемиски анализи покажуваат исправност на сите испитани примероци на вода за пиење од градскиот водовод и сите параметри се во согласност со правилникот за безбедност и квалитет на водата за пиење. Со што може да се каже дека граѓаните на град Прилеп пијат безбедна вода од градскиот водовод. Покрај тоа, Центар за јавно здравје Прилеп исто така зема секојдневно примероци од водата и прави тестирање за здравствената безбедност на водата за пиење, како физичко-хемиска, така и микробиолошка. Министерот за одбрана на Република Македонија во Прилеп во посета на артилерискиот батальон и увид на градежните активности во касарната Мирче Ацев. Навистина, по овие неколку недели покажуваме вака убави примери како се работи на терен. Денеска сме тука во Прилеп, во касарната Мирче Ацев, каде што може да видиме еден целосно нов објект. Една настрешница како што може да видите од другата страна во една лоша состојба каде што немаше простор каде да се стави целата опрема што ни стига. Направивме еден преубав, би рекол хангар, преубава настрешница каде што ќе има, се разбира, опрема од различни видови. Знаете дека стигнаа сите животиви возила, стигнаа сите страјкери, стигнаа хаубиците. Ако во минатото не се размислувало со проекти каде како проектни дизајни се направат и да се направат овие капацитети, можете да видите дека и со реконструкција и со вредни луѓе од секторите, оваа слика на секаде ќе биде постојана. Денеска и оваа инвестиција е од 10,5 милиони денари, но значи многу бидејќи на овој начин опремата ќе биде целосно заштитена, како што можете да видите целосна нова челична конструкција, направена е цела нова електрика, заштитен објект, целосно под видеонадзор со хидрантска мрежа и така натака. Пијан моторциклист се превратил од патот и се здобил со тешки телесни повреди. Вчера по полноќ било пријавено дека во село Крушејани 54 годишен ГМ од село Крушејани управувал моторцикл без регистарски ознаки, но изгубил и контрола и излетел од патот. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил возачот. Констатирано е од општата болница Борка Талевски Прилеп. По наредба на јавен обвинител, извршен е увид од увидна екипа на полициската станица Прилеп, при што било констатирано дека лицето ГМ е под дејство на алкохол, односно дека има 1,70 промили алкохол во крвта. Временска прогноза. Времето денеска врнежливо, со температура до 19 степени Целзиусови. За време на викендот метеоролозите предвидуваат стабилно време со мала до умерена облачност. Нови врнежи од дожд проследени со локална нестабилност ќе има во понеделник, а од вторник повторно ќе биде стабилно време со пораст на температурите. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески. 2026.